Тоа беше и нашиот предлог, зборам нашиот. Представниците на граѓаните заедно со општината сметаа дека е подобро да се иде на дисперзија, каде што од Министерството по консултации со Министерството за труд и социјала и со експерти е констатирано дека не е добро да се иде со дисперзија, него е многу подобро на едно место да се подобро да се подобро да се дека и господинот Таравари што беше, така беше Таравари, се да ги раскина и па ги врати горе. Оди 3 зола шутка, да бараме утре горе. А ние имаме, сите општини се чисти, ние имаме мака. Кире, застани ме малце. Ама немаше да застанеме. Што бидна со обеќањето за ноември, крајот на ноември? Значи, ама тоа е поминато бе, Брусли. До крајот на ноември требаше да се почне со дисперзија. И ништото. Не може бидејќи се консултирале со Министерството, дека Министерството се експерти дека најдобра работа е на едно место да бидат стационирани сите. Значи требаше да дојдеме тука за да може да почне нешто, нели? Не, каква државност, верувајте, веќе 6 месеци е почнато. Ние кажавме само да се слушам. После 30 години оваа власт и локална и централна беше таа што потегна да ги собере сите институции. До сега никогаш не биле собрани и МВР, и Министерство за здравство и труд и социјала, и локалната самоуправа, и оделението за превенција при СВР Скопје и дел од мештаните. У 30 години никој не го направил тоа. Значи, први бевме што потегнавме, пошто знаевме големината на проблемот. За тоа ако никој 30 години не направил ништо, па не може да очекуваме дека за 6 месеци ќе направиме чуда ние. Да бидеме реални. Треба време. Ќе ги известите писмено, така? Сега, ако споредите 30 години со 6 месеци, па малце се и нереални според бите, мајко, малце. Градоначалник, велите дека утре ќе ги известите групава на граѓани писмено, така? И за тоа се стоиме. Со целата моја конкретни рокови, така? Да. Овде на лице не, овде може слободно кај мене да дојдете на писмено, ќе биде во 2,5 да бидете кај мене. Пошто ние во текот на денот треба да се видиме. Да го у секој случај први градоначалник што дошол да разговара што со луѓе. Тука муавет нема, не збориме муавет. Сите обеќале пред избори, никој после да тоа не пред избори не обеќавме, после избори се фативме да решиме проблем. А прв човек е што се појавил на вака. Така е, не зборам ја ништо, ја не реков ништо за во текот на утрешниот ден. Слободно ќе се видиме, јас ќе бидам во министерство, ќе завршам целата работа, кога ќе завршам, ќе ве известам. Вие си имате валјда начин на комуникација помеѓу вас. Бива, не бива. Оставам на вас да си видите што може и како побарам тебе. Што може и како. Кој ќе да може. се менуше двајца да не бидат. Не, сите нема потреба бидејќи тројца бе, двајца ќе да. Јас ќе дам више на писмено да биеме известување кога крајно крајно ќе известам на болница. Групата да известам. Не, мора и да се откаже и у МВР. Ако више се откаже. За тоа зборам, ќе отидам јас да видам, ќе известам и ќе се каже. Вопче ќе видиме утре. Значи ние го дадовме нашиот коментар, прво и основно веродостојноста на документите на Алфа не можам да ги потврдам. Втора работа, сите вработувања во општината се направени според законите на Република Македонија и според потребите на општината. За тоа покажуваат и бројките на решени предмети во изминатата година, каде што ние конкретно и во самата изјава ја кажам дека нас требаат кои од урбанизам, архитекти и правници. Ние за една година имаме решено 2500 предмети во урбанизмот, што е еднакво на пола од изминатите 5 години. Ако за 5 години имало решени 5000, ние за една година имаме решено 2500. Тоа значи дека општина Кисела Вода инвестира во својата јавна администрација, се според законите и според потребите на граѓаните на општината. Така да тоа се само шпекулации со кои што сакаат да се орни са угледот на мене како градоначалник и на општината Кисела.